Почнуваме со нешто што, го гледаме буквално на секаде. 3 паралелни линии, на патики, на тренерки, на секаде. Да, точно. Тие 3 линии. Ама приказната зад нив и зад брендот Adidas е многу посложена и, како да кажам, поинтересна отколку што изгледа. Апсолутно. Денес токму тоа ќе го правиме една темелна дискусија за светот на Adidas. Ке се нурнеме во историјата, која е стварно фасцинантна, понекогаш дури и контроверзна. Ке видиме како се менувале тие нивни иконски логоа. И секако, ќе пробаме да ја откриеме тајната, стратегијата, што ги држи на врвот толку долго. Точно. Имаме добар материјал пред нас, нели? Разни статии за историјата, анализи за дизајнот од Design Bro, Unilad. Да, имаме и Википедија, па дури и редит дискусии за значењето на логоата, што мислат луѓето. Вклучени се и некои локални перспективи од Разбуди се МК и Civil Media. Значи, целта ни е да видиме како Adidas стигнал до тој култен статус. Токму тоа. И зошто нивното брендирање, особено оваа уникатна употреба на повеќе лога истовремено, зошто е толку ефикасно? И нормално, што може да се научи од сето тоа? Од нивниот пристап? Апсолутно. Добра. Ајде да почнеме од самиот почеток, буквално од нула. Да си го замислиме Адолф Даслер, Ади Даслер, основачот. Како ги прави првите спортски чевли? Во пералната, или некој велат во куината? Да, на мајка му, во Германија во 20-тите години. Токму тамо почнува се. И не бил сам на почетокот. Тоа е важно. Неговиот постар брат Рудолф му се придружил во 1924. Заедно ја основале фабриката за чевли на браќата Даслер. И имале добар успех уште на почетокот. Пред Втората светска војна веќе правеле околу 200.000 пара чевли годишно. Импресивно за тоа време. Ама, како што често бидува особено во семејни бизниси, доаѓа до несогласување. Големо несогласување. Причините и денес не се 100% јасни, има разни теории. И се разделуваат. Во 1947 Адолф или Ади го регистрира Adidas, во 49-та. Името е комбинација, нели? Ади и Дас. Точно. А Рудолф, тој прво прави фирма Руда, исто од неговото име, ама брзо ја менува во Пума. И ете ти го ривалството. Буквално преку улица во истото градче. Неверојатно. Да. Едно од најголемите спортски ривалства, родено од семејна кавга. Ама мора да го спомнеме и тој. Помалку пријатниот дел од историјата. Контекстот. Да, историскиот контекст. Изворите, вклучително и Википедија, наведуваат дека Адолф Даслер бил член на нацистичката партија за време на Втората светска војна. Тоа е факт што мора да се каже за целосна слика. Дел од биографијата на основачот. Така е. Дел од комплексната историја. Но после војната доаѓа еден клучен момент кој го лансира брендот глобално. Олимпијадата во Берлин, 36-те. Тоа е приказна. Ади Даслер отишол лично тамо. Со куфер полн шпајкови што сам ги направил. И го убедил американскиот спринтер Джеси Овенс да ги носи. Баш во нацистичка Германија. Храбро. Многу храбро. И исходот? Овенс освојува 4 златни медали. 4. Бум. Огромен успех. Не само што чевлите станале познати преку ноќ, туку и символички било многу важно. Джеси Овенс, афроамериканец, станува првиот од неговата раса со некаков вид спонзорство на Олимпијада, носејќи ги тие чевли. Тоа им носи светска слава на браќата Даслер, уште пред да се разделат. Апсолутно. И сега, да дојдеме до јагрото. До тие 3 линии. Сите мислиме дека се оригинал на Adidas, ама... Епа, не баш. И тука е интересен тој момент. Како нешто толку едноставно, дури и позајмено, станало икона. Позајмено? Да. Во 1952 година, после Олимпијадата во Хелсинки, Adidas ги купил правата за дизајнот со 3 линии од фински бренд Karhu Sports. 3 линии на нивните патики. Ама имале финансиски проблеми по војната па. И Adidas ја видел шансата. А колку платила за тоа? За идентитет вреден милиарди? Спреми се, 2 шишиња виски. Молам? 2 шишиња добро виски и сума пари, што денес би било околу 1600 евра. Но не се шалиш. 2 шишиња виски.
Па денес за тие пари ништо не можеш да направиш во маркетингот. Неверојатно. Да, звучи како сделка на столетието. Треба да се каже дека Ади Даслер веќе експериментирал со ленти за стабилност уште во 49-та, ама овој договор со Карху го официализирал правото баш на трите паралелни линии како заштитен знак. И таа едноставност, иако гениална, подоцна им прави проблеми со заштитата, нели? Точно. Ке зборуваме и за тоа. Многу правни битки. А зошто баш 3 линии? Има ли некоја символика или... Па изгледа комбинација. Една теорија е практична, Даслер видел дека 3 линии најдобро се истакнуваат на црно-белите фотки од тоа време. Клучно за реклама. Логично. Друга теорија, или можеби првичната намена, била чисто функционална, лентите давале структура и издржливост на чевелот за трчање. Значи, функцијата пред формата, а формата станала легенда. Ама Адидас не застанале само на линиите. Логото се менувало. Да, и тоа е клучно. Не се плашеле да еволуираат. Првото лого, пред разделбата, било скроз поинакво, со штит, птица. Да, го видов тоа. По основањето на Адидас, фокусот е на името и линиите, ама вистинската промена доаѓа во 1971-72 со логото Трифоил. Детелината. Многу мина го знаат така. Да, или цветот. Лансирано за првата линија облека и за Олимпијадата во Минхен 72. И што символизира тоа? Освен што изгледа кул. Па официјално, трите листови ја представуваат различноста, а трите линии ги сечат, символизирајќи ги трите континенти каде Адидас бил најјак – Северна Америка, Европа, Азија. Добро, тоа е официјалната приказна. Ама дали него што купува оригинал спатика денес стварно мисли на континенти? Ха-ха, веројатно не. Повеќе е културното наследство, ретро изгледот. Трефоил логото стана дел од поп-културата многу брзо. Го носеа Боб Марли, The Sex Pistols, доби една бунтовничка нота. И затоа уште живее и е толку посакувано. Добро, одиме понатаму. 991 логото што личи на планина. Тоа е Mountain логото или Badge of Sport, дизајнирано од Питер Мур за еквипмент линијата. Трите линии се коси како планина. Пораката тука е појасна, нели? Многу подиректна. Предизвици, искачување, постигнување цели. Ептен спортска порака. Интересно е што наводно инспирацијата дошла од тоа како изгледаат линиите од внатрешноста на патиката. Креативно. И не застануваат тука. 2002 круг. Да, логото Нео или Circle Globe. За подбрендот Нео, кој беше наменет за помлади, со фокус на секојдневна мода, малку по пристапни цени. Значи пак нова публика, нова порака. Токму, трите линии се закривени во круг. Символиката, глобалност, планета, брза адаптација на трендови. Денес тоа лого го гледаме на Adidas Style производите. И колечно наедноставното од сите од 2005. Текстуалното лого, Wordmark, само името Adidas со мала буква, често до 3 линии. Минимализам. Треба да символизира лидерство, раст, иновација. Добро, чеки сега. Значи имаме 3 линии основни, детелина, планина, круг, па и текстуално. Тоа се 4-5 варијации. Повеќето фирми се мачат да имаат едно препознатливо лого, а овие користат 4 главни истовремено. Како? Зарем не е тоа хаос? Тука е гениалност. Тоа е можеби најинтересниот дел од нивната стратегија. Наместо да ги укинат старите лога, тие им даваат нова улога, нова намена. Тоа е мајсторска сегментација на пазарот. Ајде да видиме како тоа функционира во пракса. Како ја прават таа поделба? Добро. Прво, ги имаме основните 3 линии. Тие се основата, фундаментот. Ги гледаш насекаде, ама најчесто на главната спортска линија – перформанс. На страните на тренерките, ракавите, патиките. Тоа е класика Adidas. Океј. Потоа, Trefoil, детелината. Таа е сега ексклузивно за линијата Adidas Originals. Тоа е нивната лайфстайл понуда, улична мода, ретро патики, почит кон историјата. Често овие работи се малку поскапи, имаат премиум чувство, тоа е атлейжер модата. Многу популарно кај фаци.
Разбирам. Третото – Mountain, планината. Тоа стана официјалното лого за главната спортска перформанс линија. Значи, копачки и дресови за трчање, опрема за сериозни спортисти, таму е планината. Пораката е јасна. Перформанси, резултати. И четвртото – Neo Circle, кругот. Тоа е за линијата Adidas Style и за разни лайфстайл соработки. Пак секојдневна облека, ама можеби со посовремен, поекспериментален дизајн од Originals. Значи, тие всушност користат различни логоа за да му кажат на купувачот. Ова е за сериозен спорт, ова е за ретро стил, ова е за модерен изглед. Неверојатно паметно. Да, успеваат да допрат до многу различни луѓе со многу јасни пораки, без да го разводнат брендот. Секогаш се вртат околу тие три линии некако. Освен ова игра со логоата, што друго ги прави толку успешни толку долго? Што венат изворите? Неколку клучни работи се истакнуваат. Прво, едноставност и препознатливост. И покрај разликите, сите логоа се чисти, лесни за паметење. И тоа што Adidas е со мала буква. Да, тоа е интересно. Зошто? Некои анализи велат дека е намерно, да се нагласи дека брендот е за секој ден, пристапен, не е нешто уфилмано или елитистичко. Второ, визуелна флексибилност. Логоата функционираат во секакви бои. Црна е основа, ама ги гледаме во бело, црвено, зелено, дизајнот е многу прилагодлив. трето, силна порака преку асоцијации. Точно. Квалитет, издржливост, перформанси, со линиите и планината, наследство, култура со детелината, модерност со кругот. Тие вредности им значат на луѓето. И четврто, можеби најочигледното, моќта на славните. Спонзорствата. Апсолутно клучно. Од Джеси Овенс преку Мухамед Али, па до Меси, Роналдо порано, Бионзе, Фарел. Таа поврзано со успехот, со стилот, тоа е маркетинг злато. Значи, постојано се менуваат, ама секогаш некако остануваат верни на корените, на тие три линии. Таа комбинација ги прави толку јаки. Токму така. Таа конзистентност во различноста е фасцинантна. Ама сета таа моќ, особено во тие три линии, сигурно носи и главоболки. Правни битки, нели? Не е лесно да заштитиш три обични линии. Ни најмалку. Adidas се познат по тоа што многу агресивно си го штити знакот. Имале безброј тужби и спогодби со конкуренти Walmart, Skechers, Payless, дури и Ralph Lauren и Tom Brown неодомна. Значи не даваат никој да им се приближи до дизајнот. Активно го бранат. Ама не секогаш успеваат. Имаше еден важен случај во ЕУ, каде судот рече дека три паралелни линии сами по себе не се доволно дистинктивни за да бидат заштитени насекаде во ЕУ. Освен ако не докажат дека потрошуваците ги препознаваат баш како Adidas во секоја земја. Тоа покажува колку е тешко. А и спортските организации им правеле проблеми. Да, големите организации како МОК, ФИФА, УЕФА имаат правила за тоа колку смее да биде големо логото на опремата. Па Adidas морал да ги адаптира линиите, да ги скратува на ракави и слично. И за крај на оваа стратешка анализа, изворите како Civil Media спомнуваат уште нешто важно, денес фокусот на различност и инклузија. Да, тоа е сега голем дел од нивниот имидж и стратегија. Ја нагласуваат посветеноста на различноста, вклученоста и еднаквоста D&E, како клуч за успех. Зошто? Како клуч за успех? Па, логиката им е дека ако компанијата внатре ја одразува различноста на своите муштериини светот, тогаш подобро ќе го разбира пазарот, ќе биде поиновативна и поконкурентна. И како тоа го прават? Имаат цели за работното место да биде инклузивно, за работната сила да има повеќе разноврсност, вклучително и родова еднаквост на високи позиции, и за пазарот автентично да ги представуваат различни заедници преку кампањи и производи. Го гледаат тоа како паметен бизнис, не само како нешто што е правилно. Значи, кога ќе сумираме, патувањето на Adidas е стварно неверојатно. Од перална, преку семејна драма, контроверзии, до глобален гигант изграден на три едноставни, позајмени линии. Изгледа клучот е во адаптацијата, во таа гениална сегментација со логоата и во гладењето културна моќ. Точно.
Трите линии се повеќе од дизајн, тие се символ. А стратегијата со повеќе лого е стварно уникатна. Ретко кој друг бренд го прави тоа така успешно. Секое лого име алатка за одредена група луѓе. Тоа покажува дека разбираат и дизајн и психологија на потрошувач. И како за крај, да оставиме една мисла за размислување. Па ако Адидас ја купил основата на својот идентитет за 2 шишиња виски и ситна пара, кој ли денес незабележан детаљ, можеби дури и туѓа идеја, чека некој да ја препознае и да ја претвори во следниот голем глобален символ. Интересно прашање. И гледајќи напред, како Адидас ќе продолжи да жонглира со овие различни идентитети во свет што постојано се менува. Особено со тие правни предизвици, што ја ставаат по знак прашалник уникатноста на самите линии кои го изградила нивниот свет.